Продолжуваме со циклусот емисии Го сакам Кавадарци. Представуваме се она што е ново, убаво, а е со цел да имаат кавадарчани подобри услови за живот, релаксација, рекреација. Во наредните минути ќе го представиме работењето на службата Мој општинар, исто така нова служба во рамки на општината која што работи веќе околу 4 години. За работењето на оваа служба директно вклучените во Мој општинар ќе бидат соговорници во оваа емисија. Кои се надлежностите на Мој општинар, како постапуваат, како да бидете во контакт со нив, ќе слушнете во наредните минути. Ласко Кузманов, дел од службата Мој општинар, е наш соговорник во почетокот на оваа емисија. Господине Кузманов, кажи ни какви се активностите или за почеток, што е во суштина концептуално службата Мој општинар? Благодарам, Ангел. Значи, како прво, Мој општинар проектот беше промовиран во предизборната кампања на тогашниот градоначалник кандидат за градоначалник Митко Јанчев. Постапување на функцијата на градоначалникот, проектот Мој општинар од пилот проект успеа да прерасне во тековните 3 години, да прерасне во сектор на општина Кавадарци, каде што е носител на клучни проекти за Кавадарци да стане едно побезбедно и поубаво место за живење, луѓе што да си се рекреираат, да си се движат слободно. Мој општинар во изминатите 3-4 години стана алатка на локалната самоуправа, преку која граѓаните на општина Кавадарци можат директно и непосредно да го пријават својот проблем и самите проблеми на граѓаните да бидат решени во најкраток можен период. Паралелно со Мој општинар во општина Кавадарци почна да функционира и кол центар, кој што е на располагање на граѓаните 24 часа и истите доколку граѓаните имаат некој проблем се јавуваат во кол центар, па дежурните Мој општинар, инспекцијската служба исто оде во дежурство да ги решиме проблемите доколку се неодложни и не може да почекаат до утре. Еве во емисијата да појасниме за граѓаните каква е таа релација на соработка помеѓу граѓаните во контакт со Мој општинар. Па како што знаете и од претходно, општинарите, екипата, тимот на општинарите сме поделени по реони во град Кавадарци. Секој општинар си има свој реон, си одговара тековно за, луѓето ги бараат директно општинарите. Имаме оставено контакт по веб страница, луѓето веќе доволно почнаа да не познаваат. Брендирани сме со возила, така да најчесто е комуникацијата во работното време се јавуваат. Ако сме за наш проблем кај што може да помогнеме, тогаш одиме и излеваме директно на терен. Соодветните служби, пример од ЈП Комуналец, од ЈП Паркинзи, се викаат исто на терен и се гледа решението да биде што побезболно и за граѓаните и за општина Кавадарци, и во случајот и за Комуналец и за други работи. По завршувањето на работното време на општинската администрација, општина Кавадарци, Мој општинар, остануваме дежурни секогаш. Си има представник и од Мој општинар, и од инспекцијските служби и доколку на проблемот настани во вечерните часови, во тек на викенд, исто така испаѓаме на терен интервентно и пробуваме да ги решиме проблемите на лице место. Доколку не е можно, тогаш оставаме до понеделник или до утре ден. И реконструкцијата на овој прекрасен парк Љупчо Шкартов во кој што се наоѓаме го реализираме овој дел од разговорот, е исто така дел во соработка со луѓето од Мој општинар, меѓутоа да слушнеме што овој тим, овој сектор работи за подобрување на условите за живот на граѓаните од приградските, од оние рекреативни населби кои што ги имаме во Кавадарци, во Моклиште, на Тиквешкото езеро и така натаму. Па паралелно со тековните работи кои што се на територија на град Кавадарци, општина Кавадарци преку Мој општинар, преку службите на општина Кавадарци се труди да не бидат заборавени селата, да не бидат заборавени приградските населби, исто така викенд населбите кај што луѓето одат да одмараат, Моклиште како еден место за рекреација, значи имаме низа на активности за такви места за да може да бидат подобри и поубави за живење. Конкретно би одвоил
на Тиквешкото езеро на две-три места, значи Брушани, Ресава, населбата Голеш, викенд населбата се моментално се осветлува со улично осветлување, значи се санираат патиштата, имаме во план наредната година, мислам оваа година, да се пушти нова водоводна линија во село Брушани, исто така на Косматец од другата страна од село Ресава. Завршивме убава работа, Дабниште веќе допре нова вода, комплетно регистрира нова линија за вода. Уличното осветлување следува на Голеш и се трудиме покрај сите тие такви работи. Сепак Кавадарци е еден земјоделски град, кај што голем дел од граѓаните си приходите му се од земјоделските, од нивите, од лозијата. Општина Кавадарци исто така преку мој општинар, преку ЈП Комуналец врши санација на локални полски патишта, се со цел да може земјоделците, граѓаните да си одат поефикасно и побезбедно да стигнат до своите ниви, да може да ги обработуваат и со тоа да се обезбедат и дополнителен приход, а и да си бидат побезбедни во својата работа. Уште едно прашање, кога веќе спомнавме дека се работат проекти за подобрување на условите за живот во приградските населби, оние би рекол места каде што граѓаните рекреираат. Колку овие граѓани ве контактираат, освен оние кои што се директно од градското подрачје? Па, мислам дека нема разлика, затоа што мој општинар редовно оди како во градските населби, во најшите райони што се поделени во градот, така посетуваме, секој општинар си има свое село, своја приградска населба, како по реон, си ги посетуваме, луѓето си имат оставено контакти, местните заедници најчесто не контактираат председателите на местните заедници. Така да, значи, комуникацијата е речиси иста и од градските населби и од приградските, селските населби, местни заедници. Проблемите да се различни, но сепак мислам дека кај што се може се дава рака да се помогне. Дел од општина, дел на добра волја на Комуналец, на општина Кавадарци, на општествено одговорни компании во градот. Рековме дека веќе повеќе од 3 години мој општинар действува на терен. Кажавме како граѓаните да контактираат со службата, меѓутоа, еве, каков е вашиот впечаток како директно вклучен во оваа служба? Каков е одзивот кај граѓаните и колку сте задоволни од соработката и успешноста во надминувањето на проблемите? Ова прашувам со оглед на тоа што порано граѓаните буквално лутаа кога се соочуваа со проблем, каде да го пријават, кој е надлежен, па се чекаше и долг период за надминување на проблемите. Па, искрено да ви кажам, големо е задоволство да го слушнете тоа од граѓани кога ќе ви каже дека пред тоа имале некој проблем, не биле слушнати од службите, а сега веќе одиме и директно со нив разговараме, директно со нив сме во комуникација, така да фидбекот е позитивен. Велосипедско-пешачката патека Ваташа-Моклиште е широко прифатена од граѓаните, меѓутоа дестинација која често ја посетуваат и граѓани од другите општини кои што доаѓаат во посета на Кавадарци. Продолжуваме да разговараме со луѓето од мој општинар, секторот кој што рековме дека се грижи за надминување на проблемите, меѓутоа активно придонесува и во реализацијата на проекти во општината. Розе Гркова е дел од овој тим на мој општинар. Каква беше улогата на овој тим во изградбата на прекрасната велосипедско-пешачка патека од Ваташа до Моклиште? За да се реализира велосипедско и пешачката патека, мој општинар најпрво стапи во контакт со сите сопственици на парцели кои гравитираат таму. Станува збор за 86 сопственици на кои им беше кажано за нејзиното значење. Проектот беше доброволно прифатен. Додека траеше изградбата, мој општинар постојано го контролираше работењето, а граѓаните доаѓаа со нетрпение и ја чекаа нејзината завршница. Сите сме сведоци на потребата од патеката, која е правена по сите европски стандарди и на која секојдневно пешачат и рекреираат стотици граѓани. Во блиска иднина, местноста Моклиште ќе стане урбано место, односно голем рекреативен центар.
Во минатото голем беше бројот на диви депонии во Кавадарци, како во приградските населби, така и во самиот град. Меѓутоа, исто така, на повеќе локации беа поставени и лимени гаражи кои што го рушеа оној урбан лик на градот. Што направи службата Мој општинар во подобрување на овој, би рекол, проблем? Сведоци сме дека денес нашиот град е се поразубавен со нови зелени површини и простор за рекреација за сите возрасти, значи од 7 до 77. Значи, по иницијатива на Мој општинар, како оделение и сектор при сектор за логистичка поддршка и мониторинг, и по иницијатива на голем број граѓани и сугестии низ терен, на територијата на општина Кавадарци се исчистија голем број на мали и големи депонии. Тука се исчистија голем број комплекси на згради кај што беа поставени над 300 лимени гаражи. Може да ги наброиме како Бел Камен, згради Белка, комплекс Коцо Рацин, дел од булевар Македонија, Велко Влаховиќ, во теке реконструкција и чистење на околниот дел околу зградите Силекс. Може со оваа акција за чисто и убаво зелено Кавадарци да спомнеме дека континуирано ни се напомош ангажирани и волонтери кои ни помагаат да го разубавиме тој дел да ни биде убав и зелен. Во последните 3 години од нашето постоење се обновени 80% од веќе постоечкото зеленило во градот, значи зелената површина е обновена со модерна инсталација, подземна инсталација за наводнување, со што ни намалува значителното одржување на истата, со што ни се заштедуваат ресурсите како што се човечката сила, работната сила и водата. В друг контекст можеме да напоменеме при секојдневните активности на Мој општинар низ контролите низ реоните, наидувавме на голем број проблеми како што се непрописно паркирани патнички моторни возила низ тротоарите и коловозите. На овој проблем, заедно во соработка во секторот за комунални дејности, урбанизам, сообраќај и животна средина, преку сообраќаен проект се воведоа голем број на улици во еднонасочен режим на сообраќај. За да може да бидат во функција сите тротоари во нашиот град, беа поставени над 3000 столбчиња каде што беше обезбедено непреченото движење на пешаците. Мој општинар можеме да кажеме дека даде голем придонес во дигитализација на уличниот систем за осветлување, каде што беше наведен опис и попис на секоја канделабра во градот. Исто така, Мој општинар учествуваше и во зелениот катастар, каде што беа евидентирани, опишани и попишани околу 10.500 дрвни видови, околу 1.300 грмушки и 500.000 метри квадратни тревни површини и 1.000 цветна површина. Граѓаните велат оправдано е постоењето на секторот Мој општинар, бидејќи секогаш кога е потребно добиваат контакт со нив. Која беше целта за формирање на овој сектор, оваа служба која што е во директен контакт со граѓаните? Мој општинар, впрочем, овозможи на општината да го замени начинот на соработка со граѓаните. Ако до сега граѓаните доаѓаа во општината за да ги пријават своите проблеми кои се во нејзина надлежност, денес таа процедура се олесни и се поедностави. Градот е поделен на 10 реони за кои што се задолжени 9 општинари и секојдневните активности на општинарите вклучуваат посета на реонот, воочување на проблемите, следење на комуналната изградба, контрола на работата на јавното претпријатие Комуналец, увид на нивото на хигиена, како и идентификација на урбаната опрема и уличното осветлување во градот. Во крајна фаза, општинарот ја следи постапката за решавање на проблемот и реагира доколку се надмине утврдениот рок за решавање на проблемот. Според потребите, Мој општинар, заедно со градоначалникот и службите на општината, а во директни средби со граѓаните од местните урбаните заедници, исто така активно учествува во изготвувањето на предлог програмите за комунална изградба. Тимот Мој општинар е достапен и по работното време на администрацијата. Така, станува збор за дежурства, на кои што заедно со инспекцијското оделение, а по пријави од кол-центарот, редовно постапуваме за проблемите со кои што се соочуваат граѓаните и после работното време. Во овој период од денот, исто така вршиме контрола и на работата на јавното претпријатие Комуналец, која што е спроведена од страна на втора смена.
Исто така имало денови кога сме се соочили со елементарните непогоди и сме постапувале на терен заедно со надлежните служби. Несебично бевме вклучени и во спроведувањето на мерките кои што беа донесени од страна на кризниот штаб, а во врска со вирусот COVID-19. Тука ќе прашам покрај успешната соработка со граѓаните, дали мој општинар има соработка и со фирми кои што придонесуваат во општествената одговорност? Да, голем дел од проектите на мој општинар се подпомогнати од страна на општествено одговорни компании. Го сакам Кавадарци, го представуваме работењето на службата Мој општинар, Диме Радњански е наш нареден соговорник. Диме, кажи ни како се развиваше оваа служба низ периодот кој што е зад нас. Вака, Мој општинар работи повеќе од 3 години. Почнавме со еден млад тим, релативно сме млади тим, велат дека во старите е во разумот, но во младите е во силата. Се сметаме како силен тим. Прва обавеза која што направивме, тоа не беше, го поделивме целиот град на реони, кој што секој општинар си беше задолжен за свој реон. Тука не ги заборавивме и селата, значи плюс делот што го има во градот си има и по неколку села. Зависи од големината на селата. Со издигувањето на дејноста, работата на мој општинар да испадне на терен и да ги согледува сите проблеми. Првична работа ни беше запознавање на тернот, не дека претходно не го знаевме, но почнавме да го гледаме градот од друга перспектива. Почнавме да ги согледуваме сите и добри страни и негативни страни. Значи, согледувавме од потенцијални места за диви депонии, оптеретана сообраќајница, непрегледни сообраќајници, искористени тротоари, неискористени тротоари и така натаму. Сите овие проблеми што ги согледувавме, мој општинар изнаоѓаше решение и ги решаваше тие проблеми самостално и таму кај што не можевме сами во соработка со останатите служби. Со самата работа на терен, кој согледувавме и работењето на комуналец, сите програми кои што ги има, што ги изработува општина Кавадарци, треба да ги реализира комуналец, ги изработува мој општинар. Мислам дека имаме, за тоа што сме директно на терен, дека ги имаме, може да се рече, најреалните програми изработени до сега. Еве еден пример ќе дадам за таква програма, тоа е за перењето на улиците. Значи, мој општинар кога испада на терен, првен ги избележа сите сливници каде има атмосферски канализации, ги наклонот каде е на улиците, тежината на една улица, секоја улица е различна, има различно треба да се обработи и со тоа се направи едни многу добри програми. После правењето на програмите, мој општинар секојдневно и врши контрола на се што е сработено од тие програми. Значи, тука се следи и квантитетот на работата, но исто така и квалитетот на работата. И мислам дека со тоа што секојдневно се следи, тоа се врши и за целовремено подобрување на тие програми. Освен правење на тие програми и следење на тие програми, мој општинар и ги следи договорите со јавното предпријатие Комуналец и тоа во одржувањето на урбаната опрема, градежната група, тука се санација на полски патишта, санација на локални патишта, одржување на сообраќајни знаци и така натаму. Каква е соработката со граѓаните? Значи, идејата на мој општинар е да биде поблиску до граѓаните. Граѓаните се и еден вид и наши соработници, значи се што работиме, сме во цело време контакт со нив. Значи, од нив добиваме сугестии за текот на нашето работење. Сакам да го спомнам дека во комуналната изградба, значи во програмите што се прават во комунална изградба, мој општинар заедно со граѓаните од одредена места, заедно со нашите градежните инженери, издеваме на терен,
правиме една програма по приоритети, транспарентна програма која што сите сме вклучени. После тоа се прави пресметка, се прави записик на што ќе се работи и во тоа сме сите заедно вклучени. Тук сакам да кажем еден неофицијален дел во соработка со граѓаните. Ние на национално ниво имаме слабо бирократски односи. Граѓаните ги имат нашите броеви, затоа што цел време во комуникација со нив. И во делот на информации кои што може што ги има општината, може да ги пренесе мој општинар, телефонски се слушаме, му ги даваме тие информации или едноставно ако не може да дадеме таа информација, закажуваме средба со службеникот што е задолжен за тоа прашање. Мислам дека има многу подобрување во тие бирократски односи. Вклучени сте во изработката на локалниот еколошки акционен план, значи тимот на мој општинар учествува овдека. Кои се вашите активности во насока на изготовка на овој документ? Значи, како што кажав до сега, мој општинар е цел време на терен и ги гледа од подруга перспектива проблемите во градот, значи и во екологијата. Леапот може да го поделиме на две сегменти, значи проценка на се оно што е зависност од животна средина и мерки, односно чекори, краткорочни и долгорочни за надминување на некои проблеми. Значи нашата теренска работа веќе сме добро навлезени и запознаени со тие проблеми. Така да мислам дека нашето вклучување во Леапот ќе дојде до многу голем допринос за да имаме еден добар Леап. Кавадарци е поделено и на делови кога е во прашање работењето на мој општинар, меѓутоа вие сте насочени во дејствувањето, одржувањето на зелените површини, подигање на нови површини, се работи на нова паркова површина на споменикот Киро Крстев и Димче Мирчев. Како се одвива овој проект во моментов? Првен сакам да кажам кога се спомнува зеленилото, сакам да го спомнам зелениот катастар. Тоа е проект кој што општина Кавадарци први го изработија комплетно. Тоа е опис и попис на целокупното зеленило и површини кои што ги има со зеленило. Многу важен документ, јавен документ за сите понатаму следни нови детални урбанистички планови, па и нормално и генералниот урбанистички план, значи веќе имат податоци со што се располага. Исто тој документ ќе биде многу значен, како што го спомнав претходно и во Леапот. Треба да се прави стратегија за урбаното зеленило, значи основа за сите податоци ги има во зелениот катастар и во годишната програма што се изработува за одржување на зелени површини. Значи многу е полесно, поедноставно и поевтино за одржување на површините во градот. За зеленило, значи ланската година се среди паркот, беме и таму вклучени. Мислам дека е едно многу добро катче, многу добро место. Сега моментално се работи и на нов парк. За тој парк може да кажам дека е заеднички проект на мој општинар, заедно со градоначалникот. Тука добивме голема поддршка. За тој парк сакам да спомнам дека општина Кавадарци нема да кошта ниту еден денар. Значи сите пари што се обезбедени се од донација, а тоа не е мала сума, значи над 60 или 70 илјади евра ќе кошта тој парк. Има урбана опрема, зеленило. Значи паркот е осмислен модерен парк, да има со нова урбана опрема, со фонтани за вода за пиење, декоративни фонтани, целосно ново осветлување да има и од џабија перспектива кој што ќе го долови, што ќе долови хортикултурата. И мислам дека е важно што паркот е осмислен да има пристап и за луѓе со телесен инвалидитет. И за секој нареден проект што го изработуваме, значи внимаваме и во тој дел да секој граѓанин да си има пристап до се оно што е на општината.
Рековме дека службите, секторите во општината се надополнуваат во своето работење. Целта е да добијат граѓаните квалитетна услуга. Каква е соработката меѓу службата Мој општинар и кол центарот кој што е 24 часа во функција на граѓаните, проблемите кои што ги сретнуваат? Така, значи после Мој општинар се направи одделението кол центар. Тоа значи е 24 часовно визуелно следење на градот и има отворена телефонска врска кој што секој може да се јави и да го пријави проблемот. Мој општинар со кол центарот се во многу тесна врска, значи заедно функционират. Секоја неправилност што ќе ја видат на визуелна на камерите или секоја пријава што ќе ја примат, значи директно се пренесува на Мој општинар и веднаш се излегува на терен и се гледа што е пријавата, да се спречи пријавата или така натаму. Кол центарот работи 24 часа, но Мој општинар заедно со инспекцијските служби, значи има дежурство, значи ние има приправност 24 часа. Често се случува или после работното време да има пријави. Мој општинар е должен да испадне на терен, да го види проблемот, па доколку процени дека проблемот треба веднаш да се реши, значи должен е и да организира решавање на тој проблем. Тука сакам да ги спомнам и имаме и комуникација преку радиостаници. Во оваа комуникација имаме со комуналец, со кол центар, Мој општинар, Паркинзи, пожарната и секако и градоначалникот. Тука се добиваат едни многу брза информација кој што е многу важно нели за брзо делување во временски непогоди пример. Патеката е фреквентна, таму е, би рекол, граѓанството од секој дел на градот насочено во овој период. Дали Мој општинар се присутни и овде? Значи Мој општинар уште во самата изработка на патеката беа вклучени, там беше вклучена колешката Роза Гркова, во поголем дел беше вклучена, значи во реализација во односот со граѓаните, со работката, потоа во изработување има информативни табли за што се содржи таа патека. И после изработката на таа патека, значи Мој општинар е вклучен па најмалце еднаш неделно кој што оде контролира по патеката и сите проблеми настанати и некои си недостатоци ги решава. Има ли проблеми, се кршили урбаната опрема која што е таму? Па проблеми, значи не само на патеката, сегден има проблеми, но функцијата на Мој општинар е и да ги евидентира тие проблемите што ги има со урбаната опрема. Претходно спомнав дека ги следиме и договорите со комуналец за поправање или одржавање на урбаната опрема и тука мислам дека брзо се реагира за отклонување на тие проблеми. Во делот на соработка рековме дека соработувате со останатите одделенија сектори. Еве, може ли да посочиме и таков пример од работењето досега? Претходно колегата Вана Ризов зборуваше за обнова, односно модернизација на уличното осветлување. Значи, сета големиот дел од теренската работа за таа модернизација беше вклучен тука и тимот на Мој општинар. Исто така бевме вклучени и во ажурирањето на проценка на вредноста на куќите за данок на имот. Тука сакам да го спомнам, да спомнам и со што ни се случи со пандемијата COVID-19. Значи секоја одлука што ја донесе кризниот штаб во Кавадарци, за нејзина реализација, за нејзино спроведување, главни во сето тоа беа тимот на Мој општинар. Кои се наредни идеи, планови што Мој општинар ќе ги реализира? Значи Мој општинар од самиот почеток па до сега е цело време во една прогресија во својата работа, во своето напредување и тука нема да застанеме. Значи имаме нови идеи, тие идеи ќе ги претвориме во проекти, а секој ќе се потрудиме и тие проекти да бидат и реализирани. Проекти имаме идеи, значи во секој дел на општествениот живот, значи од хортикултура па до подобрување на животната средина,
пристап за хендикепирани лица и така натаму. Ред други работи. Така, примате сугестии од граѓаните, примате нивни идеи кои што понатаму може да се разработат во конкретен проект? Општина Кавадарци од пред 2 години, од 70 место во транспарентност, сега е во првите 3 општини во транспарентност. Делот што го имам, заслугите што има добиен во транспарентност, тоа е и нели отвореност спрема граѓаните за соработка. Секако секоја сугестија која што ја имаме од граѓаните, значи примаме и нели работиме на реализирање Доработка и реализирање. на доработка и реализација. Благодарам.